Почитуван председателе, почитуван министр, почитувани присутни колеги, ќе дадам краток осврт на она кое што е на денешна дискусија, а тоа е ребалансот на предложениот ребаланс на буџетот. Имено секогаш кога се спомне ребаланс, буџет, финансии, насочување на финансии на државата кон јава потрошувачка, секогаш ми доаѓа онаа слика кога пред неколку години опозицијата тогашна, а сега власт, представниците на Социјалдемократскиот сојуз, има една улога да се прикажат себе си како загрижени лица кои што се грижат за ликвидноста на буџетот, за јавната потрошувачка, за насочувањето на средствата на државата во однос на јавната потрошувачка и кон тоа да прикажат во јавноста дека со едно загрижувачко сценарио со тропање по соцзвонци по маси, со излегување на пресконференции, со гостување во наменски направени емисии дека државата е пред банкрот и дека нема да има можност да се исплаќаат редовно социјални трансфери, плати, пензии и слично. И во тоа сигурно успеа затоа што таа незина пиар стратегија за манипулација на македонската јавност дека државата е пред банкрот доведе до одредени политички ефтини поени кои што ги добија на претходните избори, но каква е реалноста денес? За воља на вистината, тогаш беа опозиција, денес е власт, па да видиме што зборуваше тогаш Социјалдемократскиот сојуз како опозиција, а што прави денес од позиција на власт. За воља на вистината, тогаш висината на јавниот долг изнесуваше околу од 40 до 45%, што ја рангираше Македонија во категорија на земји средно задолжени земји кои што од експертите економисти се препорачени за земјите во развој како што е нашата држава своевремено била. Морам да истакнам дека средствата кои што беа планирани во тоа време, најголем дел беа насочени кон капитални инвестиции, кон градење на автопатишта, на патишта, на институции со кои што се подкреваше македонската економија. И сето тоа беше прикажано, повторно ќе кажам, во македонската јавност дека државата е пред банкрот. Но каква е состојбата денес? Денес, ако ги гледаме основните параметри, а тоа е висината на буџетскиот дефицит кој што се движи 8,4% од бруто домашниот производ, кажува нешто друго, а тоа е дека влегуваме во високоризична фаза која што не води ни помалку ни повеќе туку кон инфлација. И она што повеќе загрижува е тоа што тенденцијата неколку години последователно е да се зголемува тој буџетски дефицит и пред оваа корона криза, која што вие како алиби за сето она кое што го правите, а јас ќе направам и една компарација само чисто за ваша информација и за информација на јавноста. Во 2001 година, за време на воениот конфликт, кога македонската економија имаше последици и кога сигурно се соочувавме како држава со потешкотии, буџетскиот дефицит изнесол не повеќе од 5%. Сега имаме една ковид криза во која што буџетскиот дефицит изнесува 8,4% и не е толку страшно ако сите овие пари кои што фалат во државната каса се алоцираа, се насочија, беа насочени кон продуктивни трошоци, кон капитални инвестиции, кон раздвижување на македонската економија, македонското стопанство, на македонските економски субјекти. По однос на другиот параметар, јавниот долг, исто така сакам да искоментирам. Тогаш кога тропавте со звонци, тогаш кога глумевте загрижени лица и тогаш кога ја манипулиравте јавноста дека Македонија нема да може да исплатува редовни плати, социјални трансфери и пензии, висината на јавниот долг изнесуваше 40%. Со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, тенденцијата е да се зголемува, а денес имаме висина од 60%, што ја рангира Македонија во категоријата од високо задолжени држави, кои што не само за земјите
во развој, туку и за стабилните високоразвиените земји е високоризична фаза и е фаза пред инфлација. Трошењето на овие средства, повторно ќе кажам, би било многу подобро и покрај оваа задолженост, ако го имате за изговор се тоа кое што како околност ја засега Македонија, да бидат насочени кон капитални инвестиции. Капитални инвестиции кои што ќе помогнат на македонската економија во градежништвото, а таму ќе се отворат или ќе се субвенционираат или ќе се помогнат македонски домашни компании кои што преку директно вработување и отварање на нови работни места ќе ја зголемат јавната потрошувачка, а со тоа и директно во бруто домашниот производ ќе донесат вредност. Но вие од она што го имате проектирано, имате потрошено, односно реализирано 32% од капиталните инвестиции. Тоа значи дека и тоа што сте го испланирале, немате начин и способност како да го реализирате, односно како да ги потрошите планираните капитални инвестиции. Тоа ја покажува вашата неспособност како влада, која треба во овој период да, ако не знае како, да побара или да направи компарација со едни минати години или да направи анализа од околните земји како тие се справуваат со ваква криза, а како што не поменав, може да направи компарација со минатите години кога Македонија во Македонија имаше финансиска криза, светска финансиска криза и во цел свет, и кога македонската влада се справуваше токму преку зголемување на ставката на тие директни капитални инвестиции. Падот на бруто домашниот производ кој што ви е планиран и кој што се менува во зависност од приликите и од ефектот кој што сакате да го постигнете во јавноста, еднаш ќе кажете дека ќе биде 3%, па 4%, па 5%, сигурно математиката и бројките не ви се најсилна страна, ќе ве коригираат меѓународните институции и сигурно оваа бројка ќе се зголемува како што ќе одминува времето и повторно ќе се правдате со ковид кризата и повторно ќе се правдате со тоа дека сте биле затечени и дека кризата излегла надвор од контрола. А последиците од оваа криза и последиците од кризата која што е предизвикана од неспособноста за менаџирање на институциите и управување на економијата и на државата се јасни, а тоа се дека невработеноста од јануари месец до ден денес е зголемена за околу 46.000 нови невработени лица во Македонија, односно 4.000 на 150.000 невработени. Сега, истите вие, пред да дојдете на власт, велевте ќе ја намалиме невработеноста, ќе ги вратиме младите. Ниту ја намаливте невработеноста, ниту ги вративте младите, туку и тие кои што одеа на работа, тие кои што допринесуваа, тие кои што кои што ја зголемуваа јавната потрошувачка, ги направивте стечајни работници и со еднократни социјални трансфери пред избори се обидувате да купите политички поени и да дојдете до глас повеќе. Тоа е вашата стратегија, не е ваша стратегија да креирате нови работни места, користејќи ги инструментите на државата, за да може да креирате вредност во државата и во економијата. Уште полошо е тоа што и тие што работат во јавниот и во државниот, во приватниот сектор, евидентен е статистичкиот податок кој што кажува дека продуктивноста ви е падната за 3% поени. Замислете кога невработеноста ќе биде проследена со непродуктивност. Тоа е состојба која што ниту една држава не ја посакува. Но тоа што се случува не е само резултат на вашето неработење и незнаење, туку и на коруптивните скандали, на моралниот хазард кој што го воведовте во политиката, на тоа што неморалното го направивте морално и ги демотивиравте граѓаните да се докажуваат да работат. Затоа ви е намалена продуктивноста, затоа што средствата кои што ги насочувате во јавна потрошувачка, ги насочувате за тренирање на магариња, за доделување на милионски суми, износи за фризерници и очекувате од граѓаните да ја зголемат продуктивноста. Со таква влада
и со такво менаџирање нема да има зголемување на продуктивноста, туку ќе има намалување и зголемување на иселувањето на младите кога ќе се отворат границите. На жалост, ова морам да го констатирам. Една од вашите најчести критики во минатото беше и тоа дека проектираниот буџет, односно расходната страна на буџетот е гломазна, неодржлива, голема, а за потсетување на вас и на македонската јавност, тогаш се движеа во време на ВМРО ДПМН буџетите околу 3 милиарди евра. Сега го има историски највисокиот проектиран буџет на расходна страна со над 4 милиарди евра, што повторно ја докажува тезата која што предмалку ја кажав, дека едно зборувате во време на опозиција, друго практикувате за време на власт. И сето ова кое што јас го говорам и кое што го презентирам, сигурно дека ќе го посочам и со примери, за да не би било паушално и за да не помисли македонската јавност дека е за ефтини политички поени. Ќе дадам само неколку примери со кои што ќе потврдам за расипничкото трошење, за ненаменското трошење, за непродуктивните трошоци кои што се спроведуваат и за немањето стратегија како да се помогне во кризен период на македонската економија и македонското стопанство. Ќе дадам неколку примери кои што произлегуваат од она кое што го имаме како материјал за усвојувањето на овој ребаланс на буџетот, а се однесуваат на неколку круцијални теми кои што во минатото најчесто вие ги споменувавте. Гасификацијата која што не излегуваше од вашите усти и на централно и на локално ниво, дека што туку не се случила, помина 3,5 години, нема ништо од тоа. Не само што нема ништо од тоа, пред тоа се правдавте со проекти, дека во завршна фаза се проектите за да почнете да инвестирате во инфраструктура, во секундарна мрежа и слично. Сега гледаме дека го кратите и буџетот за гасификација со огромна ставка за изградба на националниот гасоводен систем. Па така, од ветените, односно од претходно проектираните 1 милиарда 53.300 денари на 594.300.000 денари. Или во износ од 7,5 милиони евра сублимирано кратење на средствата предвидени за оваа ставка, односно за гасификација. Нешто кое што од еколошки и од економски аспект е од суштинско значење за граѓаните на Република Македонија, поготово за поголемите средини, за да, имајќи предвид дека навлегуваме во грејна сезона, имајќи предвид дека загаденоста на воздухот ќе биде актуелна тема, а и не само актуелна тема, туку и ваше најголемо предизборно ветување, ако не се лажам, велевте дека ќе ја намалите загаденоста на воздухот 50% во прва фаза, па не знам како ќе стигнете до тоа ако кратите средства од предвидениот износ за националниот систем, за националниот гасоводен систем. Друга работа која што сакам да ја напоменам, а се однесува исто така на една ваша зачестена реторика, се однесува на програмата за поврзување со локални патишта. Најчести истапувања, најчест осврат во минатото па и денес од високи представници на власта е дека во овој момент се градат 600 километри автопати, 550 километри магистрални пати и уште многу локални и регионални патни правци, што вака убаво звучи и за граѓаните и за тие кои што одблизу не ве познаваат, убаво звучи популистички да ги кажувате овие работи, но реалноста е сосема поинаква, затоа што и овде имате намалување на предвидените средства во буџетот и тоа за 5 пати помалку од она што го имате претходно планирано, 247 милиони 500 илјади денари на 53 милиони 450 илјади денари. Тоа само по себе говори за вашиот манипулативен однос кон гласачите, кон граѓаните и тоа сето кое што ние го укажуваме
само се потврдува со овие факти. Понатаму, кратите и во образованието. Кратите онаму каде што треба да инвестирате за иднината на државата. Кратите во изградба на училишта, реконструкција на студентски домови, на спортски сали, на други објекти поврзани со образовниот процес во време кога можевте корона кризата да ја искористите, празните училишта, празните спортски сали, да ги реконструирате и да ги приспособите кога ќе се вратат учениците да ја одвиваат наставата во комплетно нов амбиент. Но не успеавте ни со онлайн наставата, која што создава нервози и кај наставниците и кај учениците, а гледаме дека не успевате и во она кое што било ваше предизборно ветување, дека ќе посветите внимание на образованието, но и тука кратите од прилика околу 2,5 милиони евра. Кратите и во здравството, област која што ви е алиби и со која што се правдате дека ги зимате сите заеми за да се полесно справите со оваа здравствено и веќе економска криза. Кратите затоа што наместо да го изградивте, односно да отпочнете да го градите долго најавуваниот клинички центар во Скопје и да ја довршите изградбата на клиничката болница во Штип, овде имаме драстично кратење на предвидените финансии и тоа од 812 милиони денари на 172 милиони денари. Во време на криза, кога се потребни повеќе капацитети во здравството, модернизирање и усовршување на здравствените капацитети и подобрување на условите во здравството, се одлучувате да кратите и по однос на оваа ставка, но затоа пак во исто време кога кратите во здравството, ќе повторам пак, трошите за луксузни возила на вашите партиски функционери, на вашите државни функционери, трошите средства за тренирање на магарења, трошите средства за специјално јавно обвинителство, трошите средства за лубриканти и низа други ставки кои што го деморализираат и демотивираат населението и ја губи довербата во вас и во институциите на системот. Кратите и во основните средства за справување со корона кризата во здравството. Имено медицинската опрема во јавните здравствени услови ја кратите за отприлика околу 30 милиони денари. Повторно ќе кажам, најчесто се комуницираше во минатото дека на Македонија им фалат респиратори. Јас ќе кажам, на Македонија им фалат основни средства во здравството за да се третираат болните и заразените пациенти, затоа што, верувајте, медицинскиот персонал мака мачи секојдневно со третирање и со лекување на пациентите затоа што немате доволно кислородни боци во здравствените установи, затоа што немате доволно основни средства за третирање на болните, затоа што немате капацитети сместувачки за да ги примите сите пациенти кои што се заразени од овој вирус. Наместо тука да ги насочите средствата, наместо да ги зголемите капацитетите во здравствените услуги, наместо да ја довршивте клиничката болница во Штип, вие одлучивте да трошите во непродуктивни трошоци, издатоци, кои што, пак ќе кажам, дополнително ја зголеми недовербата на граѓаните кон вас. Понатаму, од она што можев да го забележам во овој ребаланс е дека кратите и на фондот за грижа и надградба на талентирани ученици. Замислите и на оваа ставка, нешто кое што треба да биде од суштинско значење, наша долгорочна стратегија и тенденцијата е да се зголемуваат овде финансиските средства за поддршка, вие се одлучивте и овде да кратите на нашите таленти, на нашите деца, кои што се наша еднина и темел на едно здраво општество. Овде ја намалувате 4 пати ставката која што претходно сте ја предвиделе, ама повторно ќе кажам, ја компензирате оваа ставка со тоа што ќе алоцирате, ќе насочите во непродуктивни трошоци. Од она кое што го слушнавме во медиумите
неславната изјава на премиерот Зоран Заев дека ќе ги пушти низ вода малите и средни предпријатија и дека ќе мораат да живеат со тоа, се потврдува и во последната ставка која што сакам да ја во интерес на времето искомуницирам со вас, а тоа е дека кратите и во поддршката на мали и средни предпријатија. Замислите двигателите на економијата, малите и средни предпријатија ќе добијат помалку пари со овој ребаланс за сметка на тоа што се соочуваат во ваква криза со недостаток на ликвидност и со низа на проблеми кои што наместо поддршка од страна на премиерот добија уверување дека ќе бидат оставени на милост и немилост и ќе мора да затворат. Еве, од прилика, тоа е она со кое што денеска се соочуваме, со кое што денеска живееме и една кратка анализа на она кое што е денес предложено од страна на владата. Ви благодарам. Прв реплика бара министерот за финансии, господин Бесими.